Она што следува како шлаг, како јаготка на шлагот за самиот крај, е линковското вклучување од нашата Ирена Спировска. Еве ја гледам Иренка и во кадар. Ирена, добро утро. Христос воскресе за многогодини празникот. Навистина, воскресна, нека ни е честит и вековит празникот над празниците Великден. Патем ти благодарам, драга Ирена, за убавата најава, со која што всушност и кажа дека имаме јаготка на шлагот за крај на денешна утринска програма, односно следниве 10 минути ќе ги исполниме со информации посветени на културата, поточно на нашата балетска сцена. Ова утро се јавуваме во живо од македонската опера и балет, по-конкретно од големата сала, каде што уште во раните утрински часови во тек се балетските проби, а поводот што сме утринава тука е вечерашниот настан, односно почетокот на манифестацијата Денови на македонски кореографи, која се одржува по повод одбележување на 20 години од отворањето на малата сцена на македонската опера и балет. Ова утро разговарам со Марија Кичевска-Шокарова, директор и уметнички раководител на балетот. Марија, добро утро, честит празник и ви благодарам што еве од работните часови одвоивте време да ги информираме и нашите гледачи за овој настан. Задоволство ние секогаш кога ќе сакате повелете. Како што спомна, вечерва стартува настанот, манифестацијата Денови на македонски кореографи, која што всушност се одржува за прв пат. Зашто станува збор? Па вака, имаме една нова манифестација, значи имаме програма од 5 представи и една изложба. Мораме да кажеме дека 3 од тие представи се премиери, што е многу богато и ни е задоволство и чест да го представиме на нашата мала сцена. Денеска ќе имаме 2 премиери, односно 2 представи. Представите започнуваат сите во 20 часот, освен утре, каде што ќе имаме изложба која во 19 часот публиката ќе може да влезе во фоајето пред почетокот на Болеро на Саша Ефтимова, да види изложба на Искра Шокарова, која се нарекува Вечни тела, така да слободно вратите ќе бидат отворени, публиката пред тоа ќе може да оди и да разгледа. Денеска имаме 2 представи, како што кажав, 2 премиери, тоа едната е Мокюментари, а другата е Ехо на баронот. Тие се од Андријана Данчевска и Дејан Битровски. Во четврток, на 24-ти, имаме повторно премиера од Ресима Ресимкин, а тоа е Д како Дездемона. И затварањето е на 25-ти, последната представа со патување од Џан Арслан. Знаеме дека сега се македонски кореографи, ово е турски кореограф, но оваа представа токму овдека беше спремана во оваа сала со нашите балетски уметници, така да публиката ќе може во петок да погледне на малата сцена. Да, како едно убаво заокружување на манифестацијата Денови на македонски кореографи. Малата сцена во македонската опера и балет беше отворена пред точно 2 децени, но за жал постоеше и период изминативе години кога таа не се користеше. И сега е конечно иницијатива повторно да биде достапна за балетските уметници. Да, тоа е многу убаво затоа што ете такви мали представи кои се премногу мали за нашата нели голема сцена, ќе можат да се нови кореографи. Ние моментално имаме кореографи овој пат кои ги знаеме, значи позната ни е Ресима Ресимкин и Саша Ефтимова, понепознати ни се, помлади се Андријана и Дејан, но ете за воиднина идејата е да се развиваат нови креативни кадри, нови кореографи кои ќе можат нели да се представат со помали такви проекти, представи на мала сцена. Што значи за вас балетските уметници изведувачи да се настапува на мала сцена во однос на таа интимност и тоа чувство на топлина и блиско со публиката? Да, многу е поразлично. Значи кога сте на голема сцена, вие публиката ви е нешто далечно. Не знам дали знаете, но ние публиката не ја гледаме. Значи тоа е една црна дупка, значи имаме рефлектори во нас, значи го гледаме оркестарот, после оркестарот веќе ништо не гледаме, тоа е све црно. А овде е публиката одма пред вас и вие буквално ги гледате и лицата и изразот на луѓето. Не сам се концентрирате да не гледате на колку и да е тоа, нели се пред вас, така да е многу поразлично, многу поинтимно и така има едно многу
многу подруго чувство за настап. Веројатно носи поголема возбуда, но во исто време и една поинаква одговорност за тие што настапуваат. Па, одговорноста би требало да е иста. Не можам да кажам дека е различно. Иста е одговорноста, но секако чувството е многу поразлично. Деновите на македонски кореографи, освен што им нудат можностите на тие нови, талентирани кореографи, заедно и со веќе етаблираните кореографи да ги представат своите кореографии пред публиката, нуди можност секако оваа сцена да биде достапна и откако ќе заврши самата манифестација и за останати балетски настани. Што се планира во иднина? Па сега за сега не се планира за оваа сезона, затоа што имаме многу работа и еве оваа прилика можам да искористам да кажам нешто за новата премиера. Имаме огромна балетска класична премиера која ќе почне да се спрема на крајот на оваа недела, значи ги чекаме тимот, целиот тим да пристигне, имаме подготовки кои ќе траат 2 месеци и премиерата е закажана за 25 јуни, тоа е представата Мадам Бовари. Така да сега за сега не планираме на мала сцена од која ќе се затвори со овој период од 4 дена, не планираме. Тоа е со следната сезона ќе да нова програма и понатаму ќе видиме. Со оглед на тоа дека вечерва со 2 премиери ќе се означи стартот на денови на македонски кореографи, што значи тоа за публиката, каде може да се набават влезници, дали се и уште има? Влезници секогаш може да се набават, значи на исто на билетара на Националната опера и балет пред влезот, нели, каде што е, а искрено не знам дали има уште влезници, па се надевам дека е све распродадено. Се надевам и јас, но во секој случај, еве, ако ги заинтересиравме оние што утринава не слушаат, нека се обратат на билетарницата или онлайн да проверат. Ако има балет, добро би било, ако има слободни влезници, добро би било да си набават и да уживаат. Да, на страната на МОП има број за билетара, така да ќе можат да се јават и да си прашаат. Верувам дека ќе биде навистина интересно и убаво, дека ќе биде исполнета салата и дека посебно ќе бидат заинтересирани публиката и гледачите и љубителите на балетската уметност не само за представите, туку и за изложбата, која што спомнавте дека ќе биде поставена утре и тоа во фоајето на Македонската опера и балет Вечни тела. Една интересна изложба која што всушност во фокусот ги има балетските уметници кои што сега се во некоја зрела животно доба, но оваа изложба покажува дека телата на балетскиот уметник на вистина се вонвременски во секој животно доба може да изгледаат многу убаво. Да, тоа се нашите постари колеги, значи мислам дека има до 90 години балетски уметници, така да се едни интересни слики кои вреди да се видат. Да, еве сега публиката ќе има можност. Беше изложбата поставена во културно-информативниот центар, а сега ете пак во рамки на денови на македонските кореографи. За тие што не ја виделе, ќе може тука да ја посетат. Марија, како директор и уметнички раководител на балетот, како ви тече денот? Кои се еве денеска вашите обврски покрај ова јавување во живо во нашата утринска програма? Па вака, нас денот ни почиња во 10 часот, значи почињаме со вежби, односно тренинг кој ни трае 1 сат. Сите заедно овдека вежбаме, имаме пианист кој ни свири, репетитор кој ни ги дава вежбите и после сите се двоиме на своја страна, односно секој кој има улога, која улога, си се двои на својата проба. За мене денеска е Мадам Бовари, значи премиерата јас почнувам више да ја спремам, иако кореографот ќе дојде за некои 4 дена, ние имаме нешто поставено веќе пред некој месец и да се подсетиме полека и пред он да стигне да сме спремни. Така да тоа се моите денешни обврски. И така, иначе премиерата е мој јубилеј, 5 годишна дејност. Ова ми е 26-та сезона, така да веќе многу години го работам ова. Честитки по повод јубилеот и на вистина прекрасен начин да се одбележи 4 век балетска кариера со една ваква премиера и една ваква балетска представа. Верувам дека вечерва денот ќе го заокружите присуствувајќи на отварањето на деновите на македонските кореографи. Секако, обавезно.
Марија, благодарам многу за одвоеното време. Ви посакувам успешен работен ден и воопшто уште една успешна година од вашата плодна и богата кариера. Благодарам многу што дојдовте. Ни беше задоволство, а ете вие, почитувани гледачи, ако спаѓате во онаа категорија на луѓе кои што се љубители на балетската уметност, не пропуштајте можноста да присуствувате барем на дел од балетските представи и изложбата Вечни тела, кои што од денес до 25 имате можност да ги проследите на малата сцена на Македонската опера и балет, која ете конечно после 2 децении ќе заживее и ќе донесе неверојатно убаво музичко, уметничко, балетско доживување за сите оние кои што ќе ја проследат програмата, што ја подготвија иницијаторите на оваа убава манифестација. Тука го заокружуваме денешното јавување, посакувајќи ви убав остаток од денот. Ирена, верувам дека веќе отчукуваат последните минути од денешната утринска програма, па еве од мое име да им посакаме убав ден и пријатно расположение на нашите гледачи, се разбира, останете и понатаму со програмата на телевизија Алфа. Така, Иренка, ти благодарам многу за ова линковско вклучување.